Партискиот претседател Димитар не се согласува со премиерот Ковачевски. Законот за амнестија кој веќе од владата пристигна во собранието и ќе се гласа по скратена постапка, ќе добие амандмани од владеачката партија СДСМ. Тоа што премиерот и неговите министри го напишале на владина седница, ќе се менува по барање на првиот човек на партијата СДСМ. Јас имав свој став во однос на законот и на тоа дека претседничката група на СДСМ веднаш ќе поднесе амандман штом ќе влезе во процедура законот, за да не постои можност да бидат вклучени одредени лица во дел на оваа амнестија. Исто така постојат и други мислења кои што ги искажаа и други политички партии во однос на овој закон. Слично како и за новиот кривичен законник, ниту за овој немаше никаква дискусија. За кривичниот дека не биле консултирани се пожали републичкиот обвинител Љубомир Јовески. За овој пак првиот човек на судски совет Сашко Ѓоргиев. Само ќе истакнам дека искрено очекувам да има една целосна транспарентност во смисла на тоа дека од кои причини ефектите би бил донесен овој закон. Очекувам да бидеме вклучени во некој дел од целата таа процедура со своје мислење како судски совет, како судска фела, колку што знам дека е во процедура, како ќе помине, тоа останува на законодавниот дом. Опозицијата веќе најави дека ако владата се обиде да му залепи европско знаменце на овој предлог закон, тие ќе го напуштат собранието. Според потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, ова е очаен договор за спас на криминалците и една партија. Најави дека опозицијата ќе стори се што е во нејзина моќ да го блокира донесувањето на овој, како што го нарече, штетен закон.